Почитувани гледачи, денес е петок, 2 септември, а вие го гледате најновото издание на регионалните вести на телевизија КИС. Училиштето не секогаш значи и соочување со настинки и заболувања. Лекарите упатуваат на здрав начин на живење, исхрана и рекреација, кои учениците ќе ги држат подалеку од болестите. Стартот на учебната година со себе го носи и ризикот од настинки и болести кај децата и учениците. Проблемите со дишните патишта проследени со кивање, кашлање се меѓу најчестите меѓу училишната популација. Одржувањето на личната хигиена, како и подпомагањето на организмот во одржување на имунитетот преку здрава правилна исхрана и внес на витамински додатоци, препорачуваат лекарите во насока на зачувување на здравјето. Основно е, таа лична хигиена на детето, редовно миење на рацете, пред оброк, односно пред било што, редовно одржување на личната хигиена. Потоа родителите, оние деца кои гледаат дека се болни, не треба да ги пуштат на настава за да спречат контакти со останатите деца и на тој начин да се пренесе. Тука може родителите покрај тоа да помогнат, да ги советуваат своите деца како да се однесуваат во случај на кашлање, на кивање, се избегнува она поранешно да се стави раката па да се заштитат околината. Сега се препорачува, кога детето треба да се накашля или да кивне, тоа да се направи на својот начин на лактот. На тој начин дланките остануваат чисти и не можат понатаму да ги пренесат на останатите деца. Исто така би советувал родителите да користат некои природни препарати со кои би го зајакнали имунитетот на децата, дали тоа ќе бидат препарати од матичен млеч, од алоe вера, од, да кажеме, шитаки капсули, дали тоа ќе биде спирулината. Има безброј препарати, или масло од оригано, или дива кајсија, сето тоа, сето што е природно и што може да придонесе за здравјето на детето, може да се употреби како дополнително тоа дете да си остане здраво. Одењето на училиште подразбира и носење на школски чанти и ранци, на кои при купувањето треба да се обрне големо внимание. Според лекарите, претешките и несоодветни чанти влијаат врз неправилното држење кај учениците. Треба да се ограничи и седењето пред компјутер, а да се поттикнува физичката активност, спортот и детската игра на отворено. Тука би советувал родителите, да не штедат во изборот на училишните торби, без оглед што е се поскапи, да им обезбедат на своите деца анатомски училишни торби, со кои ќе се запази тој нормален, правилна положба на арбетот. Исто така да ги советува децата да училишната торба ја носат на двете рамења, бидејќи тоа е многу битно за подеднакво оптеретување на арбетот, да им го ограничат седењето пред компјутер. Се забораваат оние детски игри, во кои минатите генерации колку толку си го одржува тој физиолошки развој на арбетот. Сега ретко можеме да видиме деца како се играат назад, сите се дома пред компјутери. Кога може еден Бил Гейтс на своите деца да им ограничи дневно по 45 минути да седат пред компјутер, треба неговото размислување, неговиот совет да го почитуваат и нашите родители. Хигиената е половина здравје, а здравото тело значи и здрав дух. Во овие изреки е содржана целата мудрост за здрави поколенија. Затоа лекарите упатуваат на здрав начин на живење, исхрана и рекреација, кои учениците ќе ги држат подалеку од болестите. Родители на деца кои учат во подрачното училиште во Циглана во Гостивар
се противат на спојување на два класа во еден. Сметаат дека со 37 ученици во еден клас наставата ќе изгуби на квалитет. Управата на училиштето поднела барање до Министерството за ново вработување, а во меѓувреме за надминување на проблемот им понудиле на родителите бесплатен превоз на децата до Централното училиште во Гостивар. Родители на второодделенци од подрачното училиште Единство во населбата Циглана во Гостивар се незадоволни од спојувањето на два класа во еден на почетокот од оваа учебна година. Лани нивните деца како првачиња учеле во два класа, додека годинава се споени во еден, во кој бројката на ученици достигнува до 37. Тие сметаат дека на тој начин условите за настава се влошуваат и бараат повторно да бидат разделени. Минатата година беа два класа, сега се споени во еден клас, мислам дека 38 или 39 дечиња. Бараме класот да се подели на два, затоа што и според Законот за основно образование максимален број на ученици во еден клас е 34. Се обративме до директорот и до заменичката со нашиот проблем, меѓутоа како што гледате проблемот не е се уште решен, зошто не знаем. Мислам дека бројот е преголем и учителката нема да има доволно време да им посвети на сите ученици. Значи бараме нашите дечиња да имаат квалитетно образование. Не сме ниту против директорот, ниту против заменичката, ниту против персоналот на школата. Единствено сакаме нашите дечиња да имаат да учат во нормални услови. Од управата на училиштето Единство објаснуваат дека практиката на спојување на класовите во второ одделение во Циглана постоела со години наназад. Проблемот годинава е што има 3 деца повеќе од дозволениот максимум за во едно одделение. Училиштето има поднесено барање до Министерството за согласност за ново вработување, а во меѓувреме им понудиле други опции на родителите. Како институција си побараме и од наша страна е постапено според законот и побарано е до Министерството за образование ново финансирање, тоест да ни се испрати нов одделенски наставник, за да може да функционираат паралелките во законска норматива. Од моја страна и разговарано со родителите, имаме два пати средба и дадени се некои опции. Значи јас ги убедувам, ја ви апелирам до нив да не работат на штета на учениците. Ние ќе изнајдеме решение, значи не станува за голема бројка на деца, значи 3 дечиња се плюс од дозволеното. Како опција ми е понудено дел од учениците со превоз, значи наш собствен превоз да ги слегуваат на настава во Централното училиште. Подрачното училиште во Циглана беше отворено пред 10 години. Во него настава следат близу 140 ученици на македонски јазик до 5-то одделение. Попладнево започна да се асфалтира улицата 172 во Тетово, која ги спојува булеварот и Линденска кај кружниот тек на Универзитетот на Југоисточна Европа и влезот на Мала Речица. На асфалтирањето присуствуваше градоначелничката на Тетово Теута Арифи. Денеска сме тука кај улицата 172, значи што го поврзува булеварот Линденска кај Штоловиот универзитет со горниот регионален пат Тетово Боговиње. Инвестиција која беше многу потребна и долго време не инвестирано како дел на градот. Денеска се работи на вториот слој на асфалтот и со завршување на вториот слој и поставување значи на јавното осветлување како што е дел од проектот ќе се затвори како таков. Се работи за 1 километар пат кој се асфалтира. На двете страни значи има тротоари, направена е фекална канализација, атмосферска канализација и приклучување значи во градскиот водовод за населбата, значи куќите кои не биле приклучени во градскиот водовод. Ние сме задоволни многу што го завршуваме како проект, затоа што е еден од поголемите проекти кои ги имаме вака комплетни, после заедно со улицата позади библиотеката, значи што ја промовиравме заедно, е од прилика, значи се работи за исти стандарди и со иста динамика ќе продолжиме да работиме и на другите делници таму каде што работиме.
56 уметници во изминатиот период изработувале 87 поединечни слики како символика на годините на Нобеловката мајка Тереза по повод незиното прогласување за светица. Ова е изложба посветена на посветување на мајка Тереза. Односно, ја направив изложба и кога беше 100 годишнина на родина на мајка Тереза, а и 100 годишнина на албанското држава. Меѓутоа, сега го направив ово последното за посветување на мајка Тереза. Што е разлика меѓу тие изложби поранешните и ова сегашната? Ова сегашна е изложба затоа што се разликува од другите, затоа што собрав 56 уметника. Тие уметници завршиле ликовниот факултет во Тетово, другите су професори по ликовно, по вајарство, по сликарство, по дизајн и ги собрав сите. Не само сликареве и дизајнереве, сите што завршиле и што се занимаваат со уметноста. Од Косово, од Куманово, Гостилвар, Струго, значи некои 56 уметника. Тие работиле по моите, да кажем, по мојот проект. Ја им дадов на нив по две слики. Им кажав дека една слика ќе го сликат по моите бои, што ќе им препорачувам, да слика било што, например да кажем црвенкаста боја. Друга слика на некој било што да е на жолто да оди, по мојот план, за да дава огромниот портрет на крај, и друга слика нивна слобода вака. И сега, кога се собират сите овие слики, ќе видите, кога ќе се отвара изложба, ќе се формира еден голем портрет на мајка Тереза и уште 87 слики ќе бидат една колективна изложба. А зошто 87? Затоа што тие години на мајка Тереза толку живела таа символика. Овој проект го направив ја со моите колеги од Тетовскиот универзитет, факултет по ликовна уметност, студенти и колеги. Невообичаена кражба во Тетовско. Украдени семките од 2 тони тиква засејана на нива. За проневера во службата 33 годишен жител на Ѓермо вчера е фатен и пратен на издржување на 1,5 годишна казна затвор. Како што соопшти СВР Тетово, 48 годишен жител од Тетовското село Непроштено вчера пријавил кражба во неговата нива, што се наоѓа во местноста Пресека, насејана со околу 2000 килограми тикви. Во изминатите 10 дена засега непознати сторители ги пресекле тиквите, од кои ги одзеле само семките и незабележани од никого го напуштиле местото. Вкупната материјална штета во оваа кражба, според сопственикот на нивата, се проценува на 60.000 денари. Местото на кражбата и тиквите се фотодокументирани и се работи на откривање на сторителите. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово вчера околу пладне го лишиле од слобода 33 годишниот жител од Тетовското село Ѓермо, кој бил осуден на година и пол затворска казна за сторено кривично дело проневера во служба, соопшти СВР Тетово. По приведувањето реализирано со судска наредба предаден е за издржување на казната во казнено-поправната установа Тетово. Најверојатно пијан возач ноќеска на улица во Тетово со своето возило оштетил бандери, електрични кабли и ограда од двор. На автопатот Тетово-Гостивар куче бездомник повторно било причина за сообраќајна незгода, а за среќа нема повредени лица. Ноќеска на улица во Тетово најверојатно пијан возач со своето возило оштетил бандери, електрични кабли и ограда од двор. Како што соопшти СВР Тетово, ноќеска половина час по полноќ на улица Ѓозе Стојчевски во Тетово, патничко возило Шевролет Чироки со тетовски регистарски таблици управувано 26 годишен тетовец загубило контрола и излетело од коловоз и оштетило 2 дрвени електрични столбови, 3 линии од електрични кабли и метална врата од ограда пред дворот на куќата на 59 годишен тетовец. Возачот и двајцата сопатници во возилото не се повредени, а вкупната материјална штета се проценува на 100.000 денари. Извршен увид и се утврдува причината за излетувањето, а првично е брзина и алкохол, како и околностите во кои се случила.
На автопатот Тетово-Гостивар куче бездомник повторно било причина за сообраќајна незгода, но за среќа без повредени лица. Како што соопшти СВР Тетово во близина на клучката за Камењане, вчера вечер околу 19 часот и 30 минути, патничко возило БМВ со тетовски регистарски таблици што го правувал 38 годишен жител од Голема Речица, налетало и удрило во веќе усмртено куче бездомник. Нема повредени во возилото, додека материјалната штета се проценува на 20.000 денари. Извршени увити се расветлуваат сите поединости поврзани со незгодата, причината од необезбеден коловоз и неконтролирано движење на животното. Две бомби експлодираа денеска пред зградата на судот во градот Мардан во северозападен Пакистан, при што се убиени 12 луѓе, а ранети најмалку 52. Неколку часа пред тоа екстремисти од фракцијата на пакистанските талибанци извршија напад врз христијански кварт во провинцијата. Жртвите на двојниот бомбашки напад спроти судот се адвокати, полицајци и цивили. Засега никој не ја презеде одговорноста за најновите напади. Венецуелскиот претседател Николас Мадуро ги исмеа демонстрантите во Каракас кои денеска побараа да си заминат власта, бидејќи на својот протест најавувале присуство на милион луѓе, а според него се собрале само околу 30.000. Опозицијата тврди дека сепак успеале да соберат околу милион демонстранти. Мадуро им се обратил на своите приврзаници, меѓу кои најмногу се работници во јавните предпријатија, изјавувајќи дека со првата дама на Венецуела, Чилија Флорес, подоцна ќе одат во кино во трговскиот центар во кој се наоѓа и седиштето на опозицијата. Повеќе од 30.000 граѓани во Џорџија останаа денес без електрична енергија по налетот на ураганот Хермина. Центарот на бурата се пренасочува од Џорџија и продолжува во јужна и северна Каролина и до источниот брег на САД со обилни дождови и катастрофални поплави. Хермина сега премина во тропска бура и максимална брзина на незините ветрови упадна од 130 на 100 км на час. Хермина е првиот ураган кој директно ќе ја погоди Флорида за повеќе од една деценија. Се очекува таму да предизвика поплави и нанесе штети, а гувернерот на Флорида Рик Скот предупреди на ситуацијата на потенцијална опасност по живот. Земјотрес со интензитет од 7,2 степени според Рихтеровата скала денеска погоди област покрај брегот на Нов Зеланд, соопшти Геолошкиот институт на САД. За сега нема податоци за евентуални жртви и причината материјална штета. Нема ниту предупредување за опасност од цунами. Епицентарот на потресот се наоѓал на околу 170 км североисточно од новозеландскиот град Гизборн, на длабочина од 30 км под површината на земјата. Денес имавме сончево време со умерена облачност, дуваше умерен повремено засилен ветер од североисточен правец. Утринската температура се движеше од 10 до 19 степени, а дневната од 25 до 31 степен. УВ индексот изнесуваше 6. Според метеоролозите, утре не очекува сончево време, стабилно и потопло. Утринската температура ќе се движи од 10 до 17 степени, а дневната од 26 до 33 степени. УВ индексот ќе изнесува 7. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!